Добро утро, Сузе, до тебе, убав почеток на новата работна седмица. Поздрав и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со нашата програма. Ние ве поздравуваме од едно многу убаво и релаксирачко место. Верувам дека многумина сакаме да се масираме и ни е потребна масажа за избегнување од оној стрес кој што секојдневно ни се случува, но и за малку тргање од секојдневието и оно што ни се случува во текот на денот. Ова утро ќе разговараме за опуштањето или за придобивките и што значи спад на глава или и масажа на глава, но и масажа на лице. Матеја Шушкик е девојката која што пред речиси половина година го отвори ова студио во главниот град и навистина придонесува за поубави насмевки, поубаво расположение на многумина. Матеја, ќе ти посакам добро и убаво утро. Можеш ли накратко да раскажеш приказната како настана ова спа студио, но спа за глава и лице? Да, добро утро, Ивана. Благодарам што дојдовте и стварно беше преубаво интро, бидејќи вистина погоди ова место што придонесува луѓето да излезат посмирени, посрекни, опуштени, малку да заборават барем на 1 сат на сите стресови од минатото, зеднината и слично. Како дојде идејава, лично тргнувам од мене секогаш. Гледам нешто што ми недостасуваат и постојано трагав по нешто што би ми го смирило мозокот, ако може да кажам така. И овие ритуали, спа на глава или познато како хед спа, се доста актуелни во источните земји. Јапонија, Кина, Кореја. Така што долго време ги пратам нивниот пристап, толку индивидуално, персонализирано. Ти влегуваш во студио, сам си имаш простор да си дозволиш да се опуштиш, бидејќи нема никакви надворешни галами, други луѓе што зборуваат и слично. Така што ги пратам долго време тие трендови и многу време и јас сакам нешто такво да посетам и верувам дека ти и било кој друг не би пропуштил таква прилика доколку патува, да кажеме, во Кореја или во Јапонија, да не отидеш на нешто такво што гледаш како те масираат на главата, како заспиваш за време на третманот. И многу случајно ми се пружи шанса да можам да го научам ова од корејски терапевт, еве може да го наречам. Така што и самото име Хиге спа потекнува од нејза, она била инспирирана меѓу другото и од данскиот начин на живот. Данците се познати како еден од најстрикните нации во светот, не знам дали знаеш, и она за време на короната гледала што се може да вклучи во самите третмани за да ги направи луѓето посрекни. Па ето така и од обуката во Катар почна патежествио и сега се развива една приказна тука кај нас во Македонија. И многу луѓе ги прави срекни, барем на момент им го подобрува нели расположението, но повторно се враќаат, нели, за да се врати оно убаво чувство. Што представува еве спа на глава и масажа? Каква метода се користи? Океј, најчесто кога некој ќе слушне хед спа се бунат, бидејќи сите мислат дека е само користење на некое чешелче, галење на главата и миење. Меѓутоа, тоа е многу нешто подлабоко, дури може да се каже некоја посебна филозофија има кога станува збор за спа на глава. Главното, да кажеме, е масажата, односно се става фокус на одредени точки на главата, каде што најчесто и се знае да се насобере токсини, како што имаме проток на крвта и како и за телото, што е добра масажа, така и во делот на главата, особено и ако доживуваме поголеми нивоа на стрес, со телефоните, особено денешно време, тоа се насобери, чувствуваме постојано и некоја тензија, може и сега и јас во моментов дури чувствувам напнатост кај вратот, кај челото, очите, така што тие одредени точки на кои што се става фокус, се нанесува притисок, односно, помага да се истуркаат тие токсини од главата и да отидат надолу и да се исфрлат понатаму природно од телото. Така што тоа е една од главните причини зошто се чувствуваат толку опуштени после тоа. Дури и тие точки се тесно поврзани со мускулите на лицето. Така што кога се масира главата,
Значи не е тоа масажа нежна, ама не е ни нешто преинтензивно, меѓутоа се постигнува малку и лифтинг на лицето дури со тек на време. А после масажата се користат разни работи, секоја хед спас е различна, меѓутоа тоа што го прави специфично ова во студиото е тоа што се користат само природни состојки, билни чаеви, разни дрвени алатки и стапчиња што тука ги има, да, например, овие се специјално дизајнирани за точно да ги погодат одредените точки на главата. И може да се маневрира различно, да се прават разни сензорни, да кажеме, искуства со разни движења, дали вака, дали се притиска, ова седните. Интересно, може би ова дрвена лажичка, што е налик на голем палец, чешлиња дрвени, што ги користам за време и на масажата. Билните чаеви, секако се прави на некој начин и детокс на скалпот. И после тоа сите производи, шампони, скраб, се на природна база, што приметувам дека уште толку дополнително им се допаѓа на посетителите тука, бидејќи испуштаат поинаков мирис од вештачка на кој што сме научени постојано. Оние кои што секојдневно нели ги користиме, како реагираат еве луѓето, затоа што ова е нешто ново, да речеме, еве тука кај нас, оние кои што патувале можеби повеќе низ светот имаат пробано, но еве за кај нас луѓето кои што првпат пробуваат, какви им се првичните реакции и коментари кои што ви ги даваат на вас? Многу интересно, бидејќи да, 99% од посетителите немаат искусено вакво нешто, меѓутоа имаат гледано вака на интернет. И нормално кога има нешто ново кај нас, доаѓаш со малку скептицизам и не си баш сигурен, меѓутоа тоа што сум највеќе горда е тоа што сите си одат, да кажеме, задоволни и можеби кажуваат дека не само што им се исполниле очекувањето, кои ги надминале, односно баш онака постигнуваат таква некоја ниво на смирување, што на крај кога ќе седнеме тука на овој стол за фенирање и често доаѓа и разговор меѓу мене и клиентот, или се толку опуштени што не ни можат да зборуваат, или се приметува и самата нивна енергија ако дошле по убрзани, под стрес, сега они се заминуваат баш срекни, баш позитивни, гледаат на позитивната страна на нештата. Да. Така што има многу добар позитивен фидбек и не е дека не очекуваат да се заменат со некоја сејна коса или фризура, туку се доаѓа со некоја поинаква цел. Да, буквално за опуштање, за тргнување на она можеби негативна енергија која што ни се собира дополнително нели од стресот и целиот тој брз начин на живот кој што некако сите почнавме да го живееме, а не е воопшто здрав, знаеме, но некако тоа ни се наметна. Верувам дека и ти си исто така нели среќна и исполнета кога ја правиш масажата, тоа се случува во тишина и со оваа прекрасна музика која што оди во позадина. Да, многу интересно приметив, откако започнав со работа во студиото, многу се сменив и на лично ниво, во мојот приватен живот станав многу посмирена личност. И тоа е поради тоа што не секој вид на масажа, да кажеме, е едно холистичко искуство, односно не се фокусираш ти само на главата, туку се трудиш да помогнеш да се опушти внатрешното, односно менталното и емоционалното во човекот што лежи на креветот. Така што многу е важно и мојата енергија да биде смирена, како можела да го пренесам тоа на човекот што доаѓа. И тоа е едно од нештото што најчесто го кажуваат клиенти, дека имаш многу смирувачка енергија и тоа им дозволува, верувам, да се опуштат, да се дозволат да бидат 1 сат без телефон, без премислување, без ништо, буквално мозокот ти оде на некое друго место и телото кажуваат дека се чувствуваат како да лебдат, како се лесни и така натаму. Да, се препуштаат максимално на уживањето кое што го нудите и нели вие имате можност еве да го пружите, да им го дадете на луѓето. Ти благодарам за одвоеното време. Во наредна прилика се договоривме дека и ќе им доловиме на гледачите како изгледа едно спа на глава заедно со масажа. Одлично, многу се радувам. Благодарам уште еднаш.
Да, ние во оваа опуштена, пријатна понеделничка атмосфера ќе ве поздравиме од тука и секако внимавајте на она што ни го придонесува стресот, доколку сакате опуштање, тргање од реалноста и од секојдневието и едночасовно уживајте, можете секако да искусите едно вакво поинакво искуство со масажа на глава и секако вклучено со спа, но и масажа на лице.